На само 22 години основа собствен бизнис. Forbes ја рангира на листата млади 30 најуспешни под 30 години. На 31 станува министер за финансии. Денеска во нова улога Нина Ангеловска-Станков ја напишавте книгата Ништо случајно. Добро дојдовте во емисијата Финсайт. Добре најдов, благодарам на поканата. За почеток, од каде инспирацијата, идејата и од каде насловот Ништо случајно? Да, од каде идејата? Всушност, јас кога почнав да пишувам, не тргнав со идеја дека ќе пишувам книга. Не мислев никогаш дека ќе напишам книга, но од друга страна и многу од работите кои ги кажавте во најавата не ги мислев и не ги помислував за себе. Никогаш не мислев дека ќе основам компанија на 22 години, веднаш по дипломирањето, никогаш не мислев дека ќе ја продадам. Никогаш не мислев дека ќе станам министерка, а сепак се случи сето тоа. И сепак еве ме денес, како што кажавте, во нова улога со книга во рака, книга која не ја планирав, но која сватив дека сакам да ја напишам. Затоа што пред се имам многу што да кажам, животот ми однесе низ толку многу различни светови, од претприемач до политика, до мајчинство, толку многу улоги. И за секој од нив сватив дека има многу што да се напише, многу што да се прочита и што да се научи. Инаку, почнав да пишувам со намера да направам своја лична рефлексија, на некој начин или терапевски да се навратам на периодите, бидејќи 15 години живеев во многу брзо темпо. И тоа ми беше можеби едно од главните признанија и главните, да кажам, потешките работи да ги напишам. Сватив дека 15 години сум живеела во толку брз начин, во постојана продуктивност, постојан аутпут мод, толку многу улоги, толку многу патувања, многу одлуки, што нема прилика нема време да го проживам, да го почувствувам сето тоа, на некој начин да го абсорбирам. И оваа книга беше моја дозвола на некој начин да застанам, да се присетам, да раскажам и нели сите тие работи да ги запишам и пренесам. Книгата се состои од 5 дела. Може ли да ни кажете од почеток што се одржат сите овие 5 дела? Да, па после ќе се вратам бидејќи не ви кажав за насловот од каде дојде. Може да, од каде насловот? Инаку книгата има 5 дела. Првиот дел е за почетоците, односно почнува со детството, со добро познатата изрека на мајка ми со која изразнав логика ни на логика. Ме учеше во се да барам да размислувам и во се да ја барам логиката и таа изрека и до ден денес ја носам. Потоа со татко ми, кој што ме учеше дека животот треба да има игра, и со нив двајца заедно, кои ме научија дека љубовта и очекувањата не се спротивности. Израснав со многу високи очекувања, кои што ми стана идентитет на некој начин и ги носев понатаму низ животот. Вториот дел е за Групер, компанијата која основав по дипломирањето со чек од 300.000 денари од бизнес план надпревар, со непресушен ентузијазам за промена и носење на онлайн купувањето во Македонија. За компанијата која што не беше само компанија, туку беше компанија со душа, со неповторлива енергија, со тим кој што работеше како фамилија, компанија која што го разгазуваше патот во сектор кој воопшто не беше развиен. И овој дел е посветен на таа приказна, која што верувам дека вреди да се раскаже, вреди да се прочита и од која верувам дека секој има многу што да научи. Благодарение на Групер јас успеав да бидам предприемач во се во животот, па дури во владениот сектор. Третиот дел е за пресвртот, кога на мојот пат дојде една неочекувана кривина, за тоа како седев на плажа кога ми стигна SMS од премиерот, за тоа што се ми поминуваше низ глава кога донесов таа храбра одлука да влезам во оган. И четвртиот дел се вика во оган, е за влегувањето во оган, за каков е системот однатре, за нападите, за борбите за промени, за анксиозноста, за тоа како е да учиш политика без да станеш политичар, за тоа како е нападите, една многу важна лекција, за тоа како е нападите да ги претвориш во мотивација и конструктивна акција и многу важно за тоа како да се менеџираат емоции, да се издржи кога е тешко. И последниот и петиот дел, и за мене оној најличниот, е за животот после екзит од бизнис и излез од влада, за мојот сопруг Виктор, кој влезе природно и спонтано и случајно, да кажам, навидом случајно, бидејќи книгата се вика Ништо случајно во мојот живот, кога конечно застанав, барем привремено. И за Стефан, кој што се уште не знае дека оваа книга постои, но кој што е причината зашто застанав доволно долго да ја напишам. И од таму наставот Ништо случајно?
Насловот ништо случајно, многу често велиме нели во животот ништо не е случајно и тоа сакаме да кажеме дека работите кои не се случуваат со причина која во моментот можеби не ја гледаме. На мојот пат кој што е навидум случаен, кој што е непланиран, да кажем се случаи кој што се случуваше со многу различни нели кривини во однос на различни места, ниту еден од моментите во него не беа случаен. Што сакам да кажам со тоа, дека јас работев постојано и креирав околина за да дојдат тие случајности, односно подготвено да ги пречекам. И за тоа дека ниту еден успех и ниту еден резултат не е случаен, дека се е резултат на напорна работа, на постојано учење и на подготвеност, и од таму и книгата носи и поднаслов ништо случајно кога подготвеноста се среќава со предизвиците. Споменавте и сама дека од мала ве учеа да не се откажувате во животот и да бидете успешна. Од таму ли инспирацијата да станете толку успешна? Од мала верувам дека многу од работите ги носиме во гените, но многу влијае нели околината во која ќе израснеме и како сме воспитувани. Јас израснав во дом во кој што многу се работеше, многу повеќе од просекот, но исто така моите родители многу работеа и со мене. Споменав за првиот дел дека го содржи доста детали од детството и како сум израсната. Мајка ми ме учеше на логика, на дисциплина. Од татко ми учев многу работи, двајцата постојано работеа, значи тој ме учеше да ја барам смислата на работите, ако нешто требаше да се поправи, не само да се поправи, туку како се доаѓа до тоа, зошто е нештото расипано и сите тие работи од детството, значи напорната работа која што гледав околу мене колку многу се работи, безусловната љубов која што не беше спротивно со очекувањата со кои што израснав. И сите овие работи, начинот на размислување, барањето на логиката, смелоста од татко ми, начинот на нели дека животот треба да има игра, верувам дека целата таа комбинација беше таа која што ме обликуваше и го обликуваше мојот пат понатаму. Се запишувате на економскиот факултет насока бизнис. Дали тоа беше пресвртница за да се насочите кон онлайн тргувањето понатака во животот? Да, изборот на департманот, кој што бизнис беше ново отворен департман, беше една од лесните одлуки, да кажам, бидејќи не сите одлуки беа лесни, за некои од одлуките како дете требаше да бидам убедувана или насочувана, да кажам, од дома. А за бизнис се решив без дилема и тоа беше период кога онлайн купувањето на глобалната сцена, да кажам, се појавуваше кај нас се уште нели беше во многу рана фаза, односно и скоро и да не постоеше. И дефинитивно пасијата и љубовта за големото за бизнис, за трговија, за дигитализација ми се роди таму. Верувам дека на факултетот научив многу, не само работи кои што потоа ги употребив во бизнисот, а имаше многу такви лекции кои ги учев и веднаш имав прилика да ги применам во Групер. Туку верувам дека ме научи и како да размислувам, како да учам, затоа што многу пати колегите од факултет ќе кажа за кај ќе не требаат овие матрици интеграли, ама верувам дека го одработаа своето за да го истренираат нашиот мозок и да бидеме спремни утре побрзо да ги учиме другите работи, бидејќи постојаното учење е предуслов, особено во денешното време во кое живееме. На надпревар го освојувате првото место и 5000 евра напишаното да го преточите во конкретен бизнис план. Го основавте Групер. Тешко ли беше на почеток? Сето тоа да се преточи? Секако дека беше тешко, особено ако погледнеме наназад, ние развивавме нов бизнис во сектора во кој што не беше воопшто развиен и во земја во развој дополнително и значи наша беше пред се да го едуцираме пазарот за да го креираме пазарот. Ева чисто да дадеме една слика, ако денеска имаме интернет корисници, односно од населението, 93% рече се користи интернет и купува 63% од нив се онлайн купувачи. Во тоа време помалку од 1% од вкупното население купуваше онлайн или од 46% интернет корисници кои што биле, само 7% купувале онлайн. Значи споредбата е дека во тоа време практично и како да не постоеше онлайн купување, исто така картичките, значи немаа сите граѓани платежни картички и тие кои имаа ги вада готовината ја вада од банкомат. Ние требаше да ги едуцираме купувачите не само за како да плаќаат онлайн, туку многу голем дел ги едуциравме како да направат првото онлайн купување, како да креираат профил, на дел од купувачите им отваравме имейл адреси,
Многу од овие предизвици не правеа посилни на патот, меѓутоа не беше лесно секако на почеток, но имавме толку многу ентузијазам и енергија што буквално мислам што и да ни кажавте, ние бевме волни и спремни да изработиме за да го надминеме тој предизвик. Така. Во време кога се продава Групер, а посредник за продажба на Групер е понадешниот вице-премиер за економски прашања Владимир Пешевски, ви доаѓа понуда од премиерот Зоран Заев, прво за да прифатите подпредседателско место на СДСМ, а потоа и клучниот ресор министер за финансии. Беше ли тешко да се прифати ваквата клучна улога, политичка? Да, беше една од најтешките одлуки која сум ја донела. Самата одлука по себе и самата понуда беше толку голема одговорност и требаше толку голема храброст да ја донесам таа одлука да влезам. Пред се знаев дека политиката не ми е силна страна, па при процесот на разговори подпредседателското место не беше дел од разговорите, значи се разговараше само за министерското место. Меѓутоа, дополнително спомнавте во прашањето дека ние бевме во процес на преговори за продажба на Групер, иако тоа не беше нешто кое што ние мечтаевме или го помислувавме додека го развивавме бизнисот, кога веќе дојде можноста и кога ја прифативме и кога почнавме да работиме на неа, тоа беше всушност неколку месеци уште пред да дојде повикот од премиерот, секако дека силно го посакувавме тоа и посакувавме Групер да стане дел од големата полска групација и со тоа да добие можност да се шири уште повеќе. И фактот дека бевме во тој процес секако ја доусложнуваше мојата одлука, затоа што се мислев дали сега ќе падне во вода продажбата на Групер ако ја прифатам оваа голема понуда. Меѓутоа ја донесов одлуката, главно мотивирана од тоа дека ќе можам да правам промени од внатре и во книгата пишувам и за борбите за промени, колку е тешко да се прават промените од внатре, можеби уште потешко ако сте аутсайдер кој доаѓа внатре. И со тоа излегов од компанијата, процесот за продажба на Групер забави, не престана комплетно, компанијата како директор ја презема мојот партнер. Меѓутоа почница донесе ковид на сите аквизиции кои што ги правеше групацијата и кога излегов од владата, ете како требало да биде, така ќе биде. Кога излегов од владата, но не без работа, повторно ја вративме на маса сделката за продажбата на Групер, пошто по многу интензивен период на работа, due diligence и испорачување резултати завршивме со успешна продажба. Од денешна перспектива се каете ли што прифативте политички ангажман? И дали можевте, односно посакувавте да спроведете некоја клучна реформа, меѓутоа не ви беше дозволено? Па, од денешен аспект, јас ќе го одговорам пошироко прашањето, од денешен аспект за ништо не се каам. Секако дека сум можела некои работи да ги направам подобро, бидејќи верувам дека во животот се можеме да направиме подобро. Меѓутоа, главното чувство кое го имам и тогаш, и сега кога ја пишував книгата имав прилика да се навратам, е дека сум го дала мојот апсолутен максимум во секоја дадена околност. И така било и за време на развивањето на Групер, така било и за време на мојот министерски мандат. Во однос на реформите, мислам дека бев во еден од најтешките периоди, покрај ковид имавме техничка влада, тоа беше најголемата криза и секој да се боревме со пандемијата, со тоа да продуцираме што поефикасни, поефективни и при тоа побрзо да ги isproducirаме антикризни мерки и од денешен аспект мислам дека, како што ви кажав, го дадов мојот апсолутен максимум. Ако се навратам назад, што би можела да направам подобро, мислам дека можеби би можела да бидам во некои ситуации по дипломатично што на почетокот, можеби би можела да бидам потрпелива, затоа што дојдов од приватен сектор каде што работите се одвиваат многу побрзо, каде што ако има аргументи, тука се затвара разговорот и почнува реализација на одлуката. Во политиката аргументот е само почетокот. Така да тие работи ми беше малце поголем предизвик на почетокот да ги сватам, меѓутоа научив како да пливам во тој свет. Еден пријател кога станав министерка ми напиша порака пливај како делфин во морето на Екули и мислам дека таа е една од лекциите која научив. Во книгата пишувате дека Стефан е вашата најголема поддршка и најголемиот учител. Зашто ви е учител Стефан? Да, Стефан ми е најголемиот учител. Пред се, мислам, мајчинството како не менува од корен, имаме друг приоритет, добиваме
во животот, љубов која што не сме знаеле дека постои. А зашто ми е Стефан учител? Мислам дека имаме многу што да научиме од децата. Пред се ми е учител за трпение, за да забавам. Затоа што кога јас сум потрпелива и тој е потрпелив, иако е доста темпераментно дете. Значи ме учи дека контролата, јас во животот генерално се што можам да исконтролирам, сакам да исконтролирам и сакам да не оставам на случајности, како што носи наслов, нели? Меѓутоа Стефан ме учи дека контролата е релативна, дека контролата е илузија, дека многу голем дел од работите што сте ги замислиле со дете и сте направиле план, ќе сватите дека треба да ги адаптирате, да ги промените и дека не е во ваша контрола, туку е во негова, иако во толку многу мало човече, јас викам дека е мојот најголем мал шеф и најголем учител. И друго мислам дека учиме преговарање. Ако успеете да испреговарате со 2-годишен темпераментен тодлер, дали е тоа да ги соблече пижамите, дали е тоа да си отиде од паркот каде што се игра, значи дали е тоа да си ги собере играчките, бидејќи мислам дека се гледаат и се сугери децата абсорбираат. Значи тогаш мислам дека сте научили и сте подобри и во бизнисот за преговарање, ако тие преговори успешно ги правите. Известен период живеете во Кина со вашиот сопруг и Стефан. Може ли да направите паралела? Таму дигитализацијата тие се многу понапредни. Дали колку се движи процентот на онлайн тргување? Каков е животот таму во споредба со овде кај нас? Па знаете, мислам дека е многу тешко да правиме паралела затоа што е толку поразвиено во тој дел. Мислам дека ние секогаш кога правиме анализи се споредуваме со соседите, а потоа се споредуваме со европските земји, тоа каде што ни е поблиску и функционирањето и начинот на живот и регулативите. Кина е многу напред во однос на примена на технологиите, во однос на вештачката интелигенција и тоа како е таа интегрирана во секојдневниот нивен живот, за да им го направи подобар, поефикасен и поорганизиран. Значи генерално е како земја, секоја земја верувам дека вреди да се посети, дека има многу што да се научи од различностите. Многу сме различни, како во културата, како во начинот на функционирање. Јас имав прилика таму да работам извесен период. Значи, ако верувате после неколку месеци, јас не знам дали научив, ми беше тешко да почнам да го учам јазикот на телото, body language, да научам што сака да кажат со одредени гримаси, дури пантомимата е различна, на страна од тоа што јазичната бариера е многу голема. Меѓутоа, ние како фамилија имавме прилика, и во книгата пишувам за Кина, имавме прилика да бидеме таму скоро 5 месеци. Мојот сопруг беше таму 1 година на роботска хирургија и се врати со сертификат. И на крајот ќе завршам со тоа дека дома си е дома. Нели викаат дома е таму каде што ти е фамилијата, меѓутоа многу далеко од дома, на друг континент, многу страна за нас околина. Ние одлично се адаптиравме, одлично се справевме. Имаше многу предизвици и на тој пат во еден момент мене телото почна да ми кажува дека е далеко од дома. Но еве сме сега назад дома се вративме. Ето Виктор со нови знаења и нов сертификат, ние со ново искуство. Видовме многу, имаме прилика сега да пренесеме за e-трговијата, имам јас прилика во асоциацијата да донесам работи кои што ги видов и тоа ќе имате прилика еве за слушателите кои што ги интересира онлайн купувањето и трговијата, но и пошироко за сите компании, бидејќи трговијата не е веќе некоја избор, туку е неопходно за секоја компанија и секоја индустрија. А сега ја подготвуваме 9-та конференција за e-трговија, која што ќе се одржи на 3 ноември во Националната опера и балет. Ќе се потрудиме да испорачаме како и секоја година најквалитетна програма согласно актуелните случувања. Оваа година темата ни е From Wait to Go at AI Speed. Имате потврдено некои добри гости? Да тргнеме бидејќи конференцијата во ноември, ние ако на основа на тоа што голем дел од луѓето ја знаат конференцијата, таа е регионална, имаме над 1000 учесници, скоро 1000 учесници секоја година. Од регионот веќе се првите 100 билети беа распродадени во рекордно време. Веќе се ближи до 200 регистрирани учесници, а програмата е во процес на подготовка. Ќе имаме интересни говорници, еве за некое време ќе ги откриеме, како и секоја година се трудиме да донесеме топ глобални компании, професионалци, но и што е многу важно за нашите гости, бидејќи секоја година ги слушаме што е тоа што им треба, носиме и луѓе од регионот, луѓе кои што поблиски се, кои што на овој терен го поминале тоа, кои што знаат да пренесат и од пракса тука, затоа што сите викаат дека лесно е да донесеме некој надвор да ни кажува од тие пазари, па затоа гледаме да имаме добар баланс.
Покрај конференцијата, може ли каде Нина се гледа во следните 5 години? Па јас ги завршам кратко, затоа што и на почеток ви кажав дека немав таква визија, by the book визија за себе. Ако ме прашавте пред 5 или 10 години дали се гледам тука и со тие наслови кои ги прочитавте, сигурно немаше така да ви одговорам. Затоа ви кажала повеќе дека мојот фокус е повеќе на тоа каква личност сакам да станам отколку каде ќе стигнам. И гледам на тоа каде се гледам, колку сум јас подобра верзија од себе. Целта ми е да бидам и бидејќи мојата брзина, организираност и темперамент сум ги завршила, сега целта ми е брзината која ми ја дадат да не морам да ја користам секаде, да малку е да забавам, имам и приоритет фамилијата, но и работата, така да верувам дека во следните 5 години ќе продолжам да креирам иницијативи, да придонесувам онаму каде што сметам дека можам, затоа што влијанието кое што би можела да го направам е она што мислам дека е клучно, но пред се не е важно каде ќе стигнеме, туку какви ќе станеме на патот. Така, и моето последно прашање до вас е кој е советот кој што ќе им го дадете на младите, кои што сакаат да станат успешни менаџери, лидери, претприемачи? Па, јас верувам дека книгата ќе охрабри млади луѓе да видат како е, да веруваат дека бидејќи оваа книга не е само за победите, книгата е и за сомнежите, и за дилемите, за човечната страна, за предизвиците и за тоа колку е важно, така да мојот совет кон младите е колку е важно денеска да учат, да се подготвуваат за да ги дочекаат случајностите, бидејќи тоа се нови можности кои што се појавуваат ако ние денес работиме, ако се подготвуваме, ако креираме таква околина, ќе доаѓаат нови можности кои што треба да ги препознаваат и да ги прифаќаат со храброст, решителност и пасија, дури кога не знаат каде ќе ги однесе тоа верувам дека и ако не го знаат патот однапред, дека важно е да тргнат и важно е да бидат спремни на патот постојано да учат и да се надградуваат. Така. Нина, ви благодарам на интервјуто, ви посакувам многу успех со книгата. Верувам дека има што да научат и да прочитаат читателите. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас на поканата уште еднаш. Поздрав до гледачите.